гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник сме тука за вас, за да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денеска. Денеска ќе посветиме малку повеќе внимание на онаа повозрасна популација, значи за рехабилитација на возрастната популација, кога станува збор за дегенеративните промени и проблеми воопшто, значи во секојдневието. За оваа тема денешна моја соговорничка е една од покровителите на Ваш термин во оваа јубилејна сезона. Тоа е доктор Симона Ристовска, која што ни доаѓа од Превентива 99 и е специјалист по физикална медицина. Меѓутоа малку подоцна ќе ја поздравам доктор Симона, би побарала од режија сега на почеток да ги видиме покровителите и да, односно вие да ги видите и да слушнете за кои се работи, а потоа ќе се вратиме во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Номовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Номовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Умовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Еве не повторно во студиото, значи како што најавив и на почетокот, разговараме за рехабилитација на возрастната популација. Кажавме малку ќе посветиме внимание околу сите оние проблеми кои што се јавуваат кај возрастната популација, а се поврзани со дегенеративните заболувања на локомоторниот систем и на мускулно-скелетниот систем, значи на она што е специјалност во физикалната медицина, односно специфични болести за физикалната медицина, а со мене во студиото потенцирав дека е веќе доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и ни доаѓа од Превентива 99, да те поздравам и да ти посакам добри дојде. Ви благодарам уште еднаш на поканата, секогаш ми е чест и задоволство да присуствувам. Так, одлучивме малку да поразговараме на оваа тема, бидејќи и навистина има што да се каже, многу проблеми опфаќа кога станува збор за рехабилитацијата на повозрастните граѓани.
Па, ајде први на почеток да ни кажеш што всушност представува рехабилитација на возрастна популација? Воопшто рехабилитацијата е состојба каде што ние им помагаме на пациентите, да речеме, после определени болести повторно да се вратат во нормалниот живот и да го вратат оној квалитет на животот што бил пред некоја здравствена состојба. Како што добро кажа, вклучени се различни мускулоскелетни заболувања, дегенеративни, меѓутоа овдека може да ги ставиме и невролошките состојби кои од друга страна прават залежување на пациентите, односно пациентите да не можат да се движат и од друга страна ни прават ние викаме ја намалуваат движењето, ајде да речем, го намалуваат движењето и соодветно на тоа доаѓа до намалување на мускулната маса. И сега тука, како што спомена и ти, има голем број болести, тоа се претежно болести кои кај повозрастната популација се доста чести. Покрај еден од тие, еве мозочиот удар, можеме да го наброиме, вртоглавиците кај пациентите, што од друга страна водат до нивно нераздвижување и нестабилност, сите видови, еве спондилози, дегенеративни заболувања на рбетниот столб, односно дискус херни, спондилолистези, остеопороза, како една од многу честите болести, а од друга страна и остеоартрозите, односно артрози на различни видови на зглобови. Кога размислуваме за раздвижување, најчесто оптеретувањето паѓа на зглобовите на долните екстремитети, односно пациентите тоа што ги оневозможува во секојдневното движење е артроза на зглобови, односно гонартроза, проблеми со колената, проблеми со колковите, коксартроза и сето тоа доведува до нивно обездвижување. Како тука физикалната терапија помага при сите овие проблеми, па потоа нели ќе ги образложиме и еден по еден овие проблеми за кои што посочи и ти сега. Како на секој први најзначајно нешто е да се напомене дека кај секоја дијагноза има различна рехабилитација. Еве, доста кај повозрастната популација имаме некои случаи кај што ова му помогна на, не знам, на пријателката, сега нели на мене, да, меѓутоа не секоја дијагноза е иста, не секоја клиничка слика на пациентот е иста, односно физикалната медицина со најразлични, ние ги викаме модалитети физикални, од електротерапии до кинезитерапии, вежби, па и масажи кај пациенти, ласеротерапија, шоквейв терапија, имаме голема и инекции различни видови, па и во некои случаи може и само некогаш да е потребно и таблети, кај пациенти со поголема телесна тежина може би потребно и некоја диета, нели што не ни влага во нашата специјалност, меѓутоа сето тоа допринесува до влошување, бидејќи кај еден пациент кој е обезен, кој има поголема килажа, а има проблеми со колената, секако дека нема само да советуваме пациентот да ги лекува колената, односно да правиме само физикална или интраартикуларни, тоа се инекции во зглобови, или да пие некаква суплементација, туку ќе препорачаме и редукција на телесна тежина, бидејќи оптеретувањето, што тој зглоб ќе го трпи кај пациент кој има, да речеме, 60 кг, пациент кој има 90 или 100 кг, нема да биде исто. Така да има еден, нели викаме ние, холистичен, севкупен пристап со секој пациент е сепак индивидуален и кога ќе ги објаснуваме, може би дијагнозите, поубаво би можеле да објасниме, односно секоја дијагноза или секој проблем, што би можело да се примени. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, знаете дека сме отворена контактна емисија, можете да се јавите на нашите телефони, да поставите некои прашања ако имате некој ваков проблем. А се разбира, имаме и еве подарок, нели, бесплатен преглед и кај доктор Симона, бидејќи е наш покровител, и кај доктор Круме, значи интернистички преглед, ехо на абдомен, па оние кои што се заинтересирани ќе може да не се јават и да се приклучат во нашиот разговор. Доктор Симона, ајде да започнеме некако ред по ред да ги објаснуваме работите, па со тоа и да објасниме која што каде се пременува. Со што би започнале? Што е еве еден од најчестите проблеми кај повозрастната популација? Сега всушност нешто што е ајде да речеме
не модерно, туку најчесто спомнувана диагноза, веќе влага во темата на диагнози е саркопенија. Верувам дека ни вие многу ни пациентите не е позната. Што значи всушност тоа е едно мускулоскелетно заболување кое е прогресивно, односно во текот на времето се влошува и што всушност представува загуба на мускулна маса. Односно ние имаме проблем намалување на мускулната маса, од друга страна намалување на квалитетот на мускулите и квантитетот, односно и големината на мускулот и намалување на самиот мускул и тоа допринесува до, да речеме, лош исход. Тој исход покрај тоа што го намалува движењето на пациентот, ја намалува стабилноста на пациентот, движењето од друга страна си носи не движењето, односно си носи други работи, како други болести на кардиоваскуларниот систем, односно проблеми кај тие пациенти и например и на срцето може да донесат проблеми со притисокот, бидејќи ова е една широко поле, бидејќи оние пациенти кои се обездвижени, тие не се движат, а секој пациент кога не се движи, може да има можност и за и за кардиоваскуларно заболување, односно барем требаме секој од нас по 2 километри на ден да се движиме за да можеме да имаме квалитетен начин на живот. И ова заболување всушност ни доведува и до хоспитализација на пациентите, но за жал може да заврши и со смртен исход. Како би било тоа? Односно пациентот не се движи поради повеќе причини. Доаѓа нели заседнување, пациентот седи дома. Значи од недвижење се губи мускулната маса? И тоа е многу важно да се каже дека е реверзибилен процес. Што значи тоа? Дека овој процес ние можеме и таа загубената мускулна маса, ние да ја повторно да ја вратиме. Но со секој од нас ако почнеме да се движиме и да вежбаме. Тука покрај тоа што сега има многу клинички испитувања каде што се бара лекови. Меѓутоа за сега единствен лек што е покажан дека е ефективен е всушност вежбите и движењето. Тоа е единствено нешто за сега. Сега во моментот се прават клинички истражувања каде што ќе се докаже дека, например, некој лек би помогнал, меѓутоа се уште во моментот, тоа е некаде од 2018-2020, веќе се уште нема докажан лек. Исто така многу е важно да кажеме кај оваа состојба, кај загуба на мускулна маса, дека влие из храната. Односно требаме да имаме храна богата на протеини. И направено е некои испитување дека повозрастната популација многу помала концентрација на протеини внесува. Односно, тука иде месото, тука идат млечните протеини, меѓутоа имаме ние и протеини кои што се во зеленчуците, например во грав. Значи има исхрана која треба да биде поширока, да не биде нели едновидна иста исхрана за да допринесе до поквалитетен живот. И за коските и за мускулите, Да, бидејќи ова со коските всушност е поврзано и со мускулите. Ако пациентите многу често кои се имобилизирани, односно не се движат, имаат и друг проблем, еве например со остеопорозата. Зашто е значајно да имаме добра мускулна маса, бидејќи кои оние пациенти кои не се движат многу често имаат и вртоглавици. Се намалува движењето, односно одењето после некое време пациентот се забавува самото движење, добиваат вртоглавици, што може да доведе до многу паѓања. Тоа паѓање може да допринесе до скршеници на колкот, скршеници на пршлените и всушност сето ова е многу состојба која можеме да ја вратиме на почеток, односно реверзибилна ние викаме, со движење и со правилно функционирање. Односно целта е пациентите да не се обездвижуваат и да не се залегнуваат. Особено Добро, но кога ќе дојде така некој пациент кај вас со ваков проблем, и сега предпоставам дека веќе изгубил навика да се движи или залегнал, што велите вие, па не сека многу да се движи, што преземате вие како физијатар, значи специјалист по физикална медицина? Дали доаѓа кај вас? Пациентот може пациентот може да дојде на индивидуални вежби. Вежби со физиотерапевт првин се вклучуваат. Кога вие ќе го гледате дека прави нешто е подруго, можеби ако му кажете да се движи, нема да се движи, па нема да има ефект. Па тоа е всушност за тоа и избравме да збориме за оваа тема, за да разберат пациентите колку е важно да се движат и дека ние им посветуваме внимание, им збориме на секој пациент, ама вака ако можеби
повеќе излезе повеќе пациенти ќе разберат сериозноста на оваа состојба, бидејќи еве што на светски конгреси почна сериозни работи да се зборат и сериозни испитувања да се прават и најважното од све дека е поврзано со должината на животот, односно докажано е со намалување на мускулната маса дека се води кон смртен исход може да донесе. Зашто? Заради сите овие претходно наброени состојби од вртоглавици, од паѓање, од значи сите тие работи доведуваат до влошување на состојбата. Пациентите мора да бидат свесни, особено кај таа збориме повозрасна популација, да речеме над 65 години, дека обездвижување од неколку дена, збориме 3, 4, 5 дена, може да им ја влоши состојбата. Еве, особено може да се влоши состојбата. Имаме пациенти со во моментот акутна состојба кои бара мирување, да речеме кај дискус херни. Тој пациент мора да се определен период, недела, дена, да одлежи, нели, за да се смири таа акутна дискус хернија, меѓутоа после тоа не може да мора повторно да се движи, односно треба да се врати еве на рехабилитација, да се направат соодветни физикални модалитети, дали електротерапија, магнетотерапија, ние нели имаме и декомпресиона терапија која е неоперативно лекување на дискус хернија и после тој циклус од 10 до 20 максимум терапии да се започне со физичката активност и колку толку со секојдневните нормални активности, а тоа што рековте, еве да речеме ние пациенти залежани не може да се вратат, не знам, да почнат да џогираат, да трчаат, ќе се вратат полека, имаме дури изометрички вежби, односно вежби кои се без особени движења, без тој кинетски голем ланец, потоа се зголемуваат интензитетот, бројот на повторување на вежбите, постепено да се врати, а меѓутоа за да не се влоши. Така да оваа рехабилитација не е само за мускулоскелетни, туку и еве и кај други состојби кои предизвикале до нивна имобилизација, односно нивно недвижење. Ајде, остеопорозата е нешто што навистина е специфично за ајде да кажеме за жените веќе над 45-та 50-та година. После загубата на хормоните во менопаузата. Доаѓа оној период од жената кога нели доаѓа на климакс и менопауза, тогаш веќе почнува да се случува нели промена и во хормонска и во густината на коските и тогаш обично се јава остеопенија, остеопороза. Како се третира остеопорозата и што вие како нели стручни лица препорачувате? Еве многу интересно повторно нешто ќе спомнам покрај тоа што за остеопорозата се препорачува. Први имаме златен стандард, тоа е дексаскен. Дексаскенот ни покажува колку е загубата на коскената маса. И тоа е споредбено, например, со лице од 30 до 35 годишна возраст, каква е на соодветната популација коската и според тоа, според тие параметри одредуваме како ќе тече видот на терапијата. Дали ќе биде само исхрана богата на калциум, во тоа се вклучени млечни производи, јаткасти плодови, например бадем и лешници, 7% сусам, еве вака да им кажеме на пациентите, или ќе има допуна на да речеме на соодветни препарати, например со калциум и витамин Д, бидејќи е многу важно, или од друга страна ќе внесеме покрај сето ова многу важно за да ја подобриме густината на коската, задолжително мора да внесеме и вежби. Се препорачува движење, меѓутоа и вежби со отпор. Што значи брзо одење, да се земе например жените некои текчиња да земат. Ова е претежно болест претежно на жените, бидејќи од кога настанува нели менопауза, од хормоните доаѓа до зголемено загуба на коскена маса, односно расте уништувањето на коската, а градбата на коската значи е понамалена и тука се јавува тој дисбаланс и баш поради таа неактивност, физичко жените не се премногу физички активни, не дигаат тежина и може да доведе до фрактури. Меѓутоа, од друга страна имаме и друго лекување, тоа се веќе бифосфонатни терапии, што се пијат еднаш месечно, еднаш во неделата, меѓутоа тие ги одредуваме според овие параметри. Исто така многу добра работа за потикнување на коските, да се нели зајакнате магнетотерапија, односно терапија со магнет, еве од физикални модалитети каде што помага за регенерација нели на коската и кај фрактури, меѓутоа и кај остеопороза. Многу важно да кажеме дека не треба само да рачунаме само на таблетите, задолжително мора и движење и мора и вежби со отпор за зајакнување на тоа што нели не само суплементацијата. И многу битно е да кажеме дека има коската покрај овие неоргански, имаме и органска составка кај што пациентите
пациентите тука веќе колагенски препарати што може да помогнат и кај остеопорозата. Остеоартритис, рековме, или артроза? Да, тука доаѓа еден широк спектар на болести, односно сите зглобови страдаат од остеоартритис. Тоа што пациентите нели всушност го знаате, тоа е нели намалување на раскавицата што го викаат, доаѓа триење нели нивното нели коска на коска, они што го викаат. Поспецифично на пример за рамената, за колената. Не, поспецифично, најспецифично е за колената и за колковите, каде што поради товарот на нели на тежината на телото доаѓа до намалување на раскавицата и сега има критериуми: прв степен, втор степен, трети, четврти и во зависност од видот на оштетувањето кај остеоартритисот ние одредуваме каков вид на терапија. Дали само до 50% избираме суплементација, меѓутоа физикалните модалитети еднаш, два пати годишно може да избереме некои интраартикуларни инекции, PRP за регенерација на раскавицата, под 50% веќе решаваме дали на пациентот ќе ставиме во нашата ординација има гинекуларни, односно овие сите работи кога нема да помогнат и физикалната и интраартикуларните инекции, правиме гинекуларни блокади, односно блокади на нервите за пациентот да можат до 6 месеци да функционираат или се препорачува пациентот да оди, например, да направи операција. Сега зашто е многу важно во ова да спомнеме кај остеоартритисот, бидејќи овие пациенти поради болките во колената, во колковите не можат да се движат. Доаѓа до намалување на мускулната маса од една страна. Од друга страна се влошува кардиоваскуларните систем. Сега имаше една многу убава студија каде што беше докажано дека пациенти со остеоартритис на колената или општо остеоартритис и на колковите доаѓа до влошување на кардиоваскуларниот систем поради голем прием на нестероидни антиинфламаторни, односно на лекарства овие што се за болки, бидејќи пациентите константно имаат болки и да речеме они со една таблета во текот на денот ќе им се намали, таа таблета ги држи по некои 6 до 8 часа и они ќе може да функционираат, се пијат таа таблета со месеци, со години и доведува до оштетување на жалудникот, на бубрезите, на срцето, односно и на кардиоваскуларниот систем. И баш поради остеоартритисот викаат се засегаат и останатите органи. Така да нешто толку едно, да речеме, наивно како колено може всушност да ни даде многу лоша во иднина прогноза и на други болести, нели, системи, не само на мускулите и на коските. Така, значи како што кажа, дури може да се добијат проблеми и со срцето и со желудникот, значи органите за варење. И бубрезите, ако секојдневно нели ги пијат тие лекови, како што кажавте, секако дека имаат штетно дејство врз овие органи. Кои беа другите можеме, ако сакате, и да наброиме видови на лекување, значи во врска покрај нели овие што ги спомна сите видови на инекции, овдека многу често кај оние проблеми со остеоартритисот, да речеме конкретно збориме за колената и за колковите, бидејќи имаме и остеоартритис и на горниот екстремитет и тоа можеме да го спомнеме, меѓутоа тоа толку не ги обездвижува луѓето, меѓутоа од друга страна може дали може на рамената да се. Може бидејќи да речем пациенти сега многу често имаме со калцификати пациенти, они пијат повторно многу таблети за болка, имаат и неквалитетен сон, неквалитетен живот, не може да се движат поради проблемите со тие калцификати. Покрај калцификатите може да настане брузитис, односно имаме едни торбички што се полнат со течност и се расшируваат и тие дополнително предизвикуваат болки. Многу често во рамењата, особено после физичка активност, може имаат и тендинопатии, тие се исто дегенеративни болести, тие се заболувања на самите тетиви. Станува тетивата, да речеме, еден вид како остарена и како старо јаже почнува да се рони и може да дојде и до незино кинење, што од друга страна би можело да доведе до многу веќе кај во зависност дали кинењето, тоа е руптура, е парцијална или е тотална, дали е целосна или е дел, се определува видот на лекување, односно дали ќе се лекува само со физикална, тука имаме електротерапија, имаме и магнетотерапија, лазеротерапија, многу за регенерација на ткивото, ако имаме веќе руптура или ќе се решава оперативно. Од друга страна, кај тендинопатии многу добра примена има и шоквев терапијата, бидејќи шоквев терапијата доведува до подобрување на крвотокот на местото, односно повторно тие тетиви се хранат
нели и се регенерираат и од друга страна тоа оштетените тетиви го потсетуваме телото дека тука има проблем и кај тие хронични проблеми повторно го активираме ткивото само да се регенерира, бидејќи еве и PRP-то што го боцкаме, значи од сопствената крв нели да се добие плазма која повторно пак ние ги користиме нашите односно од нашето тело регенераторни капацитети за да можеме да си помогнеме на сопственото тело. Така да имаме доста широка, да речеме, палета на примена, на повеќе покрај шоквејвот, покрај нели боцкањето, меѓутоа имаме и доста конзервативни методи, еве со овие сите наброени. Електротерапијата е многу добра позната, тука и ултразвукот доаѓа, бидејќи особено за зглобовите прави микромасажа, прави подобрување на сврзното ткиво и сето тоа допринесува до подобар еластицитет, односно оние пациенти со остеоартритис викаат сабајле имам како вкочането, односно кога ќе станат они се зглобовите им се вкочаните. И поради тоа на пример многу добро им делува терапијата со ултразвук за еден вид да го се раздвижи ткивото, меѓутоа тука помага и вежбите, нели што нашите пациенти многу не сакаат да ги Да. Сега бидејќи нели спомнавме за кога станува збор за дијагностиката за остеопорозата, дека треба дексоскен. Знаеме дека за вратната кичма и за нели за долната кичма се потребни снимки или магнетна резонанца. Како се дијагностицираат колковите кога станува збор за остеоартрозата? Колковите можеме со рентген дијагностика. Може со рентген, со тоа што гледаме ткивото, нели просторот, колкафе, дали има доволно рскавично ткиво, може да користиме и ехо дијагностика, односно со ехото покрај тоа што го гледаме ткивото, нели коската како е всушност, најдобро за коска е секако рентген, меѓутоа може да ги видиме и меките ткива, можеме да видиме тетиви, можеме да видиме дали има излив од зглобот, дали има калцификат. Ние имаме калцификати и во колковите, имаме и на трохантерот од страна, каде што се припојуваат и тука можеме веќе да одредиме и секогаш е многу поубаво кога имаме брза, како ехото, таа покрај дијагностика што е брза и без рачење, и можеме да го следиме целиот процес, односно еве кај пациенти кои имаат проблем, да речеме еве конкретно со шилци, правиме неколку терапии, гледаме на ехо, гледаме, нели тој шилец, да речеме, бил 2 сантиметри, дали се резорбирал, се поправил, колку, дали треба уште шоквейв или ќе почекаме, бидејќи кај шоквейв терапијата е терапија каде што настанува, нели, кршење на тие калцификати и поради шилци, еве народски кажано, и кога се кршат тие калцификати, настанува нивно, всушност оние од коска преминуваат во паста и телото треба само да дојде и да ги резорбира. И тој процес не трае една недела, значи некогаш месец до 3 месеци и затоа ги викаме пациентите на месец дена на контрола, на евалуација на 3 месеци и гледаме дали всушност ќе биде реапликација потребна или ќе ги оставиме, нели, телото само да си се регенерира и да си се избори. За жал, ова не е само болест на повозрастната популација, веќе во денешно време е болест и на млада популација и на мајки. Веќе нема правила. Спомнавте и невролошки проблеми, кои што се дел, нели, од овие третмани кај повозрастната популација, мозочни удари, кои други состојби се? Мозочни удари, Паркинсон, имаме парези на определени нерви во зависност од дали е сообраќајки травма на мозокот, после сообраќајка, после повреда некаква, после па и кај тумори, кај пациенти кои биле оперирани, имаат тумори, може да се аплицира, особено ако имаат парализа на некоја, дали на пример на екстремитетите на рацете, тука можеме роботската рехабилитација да ја спомнеме, бидејќи со роботската рехабилитација всушност следиме, нели, како иде напредувањето на таа рехабилитација, односно апаратот сам проценува колку всушност нели имаме напредок и ја приспособува рехабилитацијата и вежбите според потребите на пациентот. Затоа е таа смарт технологија, затоа е роботска, зашто он се адаптира според пациентот и тука избегнуваме, нели? Да, мислам дека и во минатото кога ми гостувавте претходно го покажавме, тоа има можност гледачите да видат како тоа, нели, оди кога станува збор за роботската терапија. Исто нешто што е специфично, нели, за повозрастната популација, еве да кажеме дека не е проблем некое заболување, меѓутоа се проблем кршениците при пат. Колку има улога, нели, во физикалната рехабилитација
после една скршеница на некој екстремитет, потоа нели кога треба веќе од кога ќе се извади гипс и така натаму. Тоа е што основно следи, нешто, значи тоа има главна улога во главна улога има за нормала, враќање во нормалата, бидејќи движење. кај оние пациенти кои да речеме нема да се рехабилитираат, имаме компликации од лошо заздравување на коската до лоша, може некоја да направи компликација како тоа се вика синдром на Судек или како влошување на проблемите со крвните садови, поради некористење на раката може да доведе до локално до остеопороза. Меѓутоа секако мислам дека и колегите, нели, сите што работат, травматолозите и ортопедите, претежно сите пациенти после рехабилитација, независно дали млади или стари, треба да се испратат на физикална, односно рехабилитација. За повозрасните уште поспецифично, нели, Да, бидејќи тука требаме и да обратиме посебно внимание, како што кажавме, особено при пад, кај што имаме пациенти кои паднале, скршиле раката. Паднале, скршиле колк. Значи, тие пациенти најверојатно имаат и остеопороза. Така да, да, специфично е кај. И заради тоа мора покрај тоа што ние ќе им направиме рехабилитација да се насочи да овој пациент веќе имал една фрактура, втора фрактура, дај да откриеме која е причината за таа фрактура и да се решава не само последицата, туку да се решава и главниот проблем. Од друга страна, тие падови, значи зашто се случува, дали поради некојаш и поради проблеми со притисокот, наглите промени, може и да не бидат и од намалена, нели, мускулатура, едноставно промени во притисокот, или пациентите пијат терапија за хипертензија, да речеме низок е притисокот, па добија вртоглавици, па падне пациентот, загуба. Исто кај проблемите со спондилозата, многу често пациентите имаат вртоглавици и тоа треба и спондилозата и треба да се третира и да се лекува покрај, нели, и со вежби, и со физикални модалитети, сите овие претходно наброените, односно може тука да ставиме и декомпресија, може да ставиме и тоа што го, нели, многу често декомпресијата, бидејќи еден вид истегнување, многу постарата популација се плаши дека, нели, па јас сум стар, да, меѓутоа ние ќе направиме проценка, ќе направиме DEXA скен и ќе видиме дали всушност има остеопорози, дали пациентот смее да се прави и дури кога има степенот и според тоа ќе решиме. Сега уште една група има на пациенти кои што, ајде да ги кажам, сам можеби не се ке повозрасната, меѓутоа еве да кажеме и дека има ке повозрасната некој кој што имал оперативен зафат, на пример на некој да кажеме на вратна кичма на долната или на кичмениот столб се случува да се оперира. Колку е потоа, нели, после таа операција, како треба да се одвива целата физикалната рехабилитација? Да. Дали треба исто како што претходно сме говореле за тие проблеми на 6 месеци или пак како оди потоа? Значи, основно постоперативно пациентот првите 3 месеци од животот му се постоперативно 3 месеци му се најважни, бидејќи во тие моменти, он да речеме ако има обична дисектомија кај што дискот, нели, е изваден и сошен, значи он пациентот не смее да прави повторно некои движења што би предизвикале до повторно оштетување на тој диск. Тие 3 месеци он треба специјално да станува, да седнува, да јаде, значи целиот негов начин на живење во тие 3 месеци за дур да дојде до таа нормала, да се зајакне, да речеме кај тие со лумбалниот проблем што има, да се зајакне, ние викаме кор, односно и абдомен и кичма, да се зајакнат тие мускули, бидејќи тој пациент ќе се обездвижува. За жал, имаме мали мускули што после 24 часа лежење тие се атрофираат. И сега тие мускули се многу тешки за било кој, значи обичен пациент сам да се ги поврати. Поради тоа имаме специјални вежби со вибрации, специјални со баланс топки, со баланс даски, кај што ние ќе ги подобриме тие мускули и тој пациент постепено ќе си се врати во нормалниот начин, бидејќи ако пациентот после тоа се врати од постоперативно 100%, колегата, значи неурохирургот, како и да го оперирал, он повторно ќе има проблеми, бидејќи оптеретувањето не може да иде до тој степен. И кај пациенти после артроза, да речеме кај протеза на колено, се знае после колку време треба 10, 20, 30, 50% да оптеретува од килажата. Ние како физијатри тоа, нели, го определуваме во зависност од кој проценти пациентот што ќе се опира треба да биде свесен за постоперативниот протокол и рехабилитацијски протокол после тоа, меѓутоа и од друга страна пациентите треба да сватат дека после операција
пошто имаме доста пациенти со рецидиви после операција, дали на тоа ниво или на друго ниво, дека они не треба се вратат код истите навики на животот, односно пациентот ако повторно си седи 10 часа или повторно дига неправилно или повторно прави тоа што го правил претходно, дека пак ќе се врати или на тоа ниво или на исто ниво. Значи не може тоа, мора да се внимава. Спомена нели најчестите работи кои што ги говорите на конгреси, едно што нели последно било актуелно беше губењето на мускулната маса. Што е нешто друго поспецифично што еве се споменува на конгресите што е како заболување во однос на овие дегенеративни проблеми за кои што говориме. Што се меѓу другото, еве кажавте нешто што е споменато е губење на мускулна маса. Што друго е нешто што е многу често и остеопорозата, остеоартритисот, многу се чести. Да, сега еве наскоро имам еден светски конгрес на кој ќе бидам учесник и ќе можам нели веќе да после тоа да ги кажеме нели новитетите, тоа е на светско ниво, не на ниво на нели само на Европа, туку на светско ниво, за да се види кои всушност новитети, еве можеби до кај сме ние со целата таа рехабилитација, бидејќи тоа е наменет за мускулоскелетни болести, за остеопороза специфично, и нели за повозрасната популација ќе можеме да се насочиме многу често ниското ниво на витамин D се испитува за остеопороза, всушност како може да ни влие и не само на остеопорозата, по многу нови испитувања се смета дека витаминот D има може кон автоимуните болести да допринесе, меѓутоа тоа мислам дека во клиничко уште во студија дека уште не знам дали е докажано, тоа немам толку информации, значи многу работи се сега, можеби ќе има и други новитети кои ние би ги примениле, а од друга страна и точно за оваа загуба на мускулната маса веќе се прават биохемиски испитувања, односно специјални параметри кои во Македонија до сега нели не сме ги користеле за тоа, односно мериме дури и воспалителниот процес кој може да допринесе кон намалување на мускулната маса и се испитуваат некои параметри, бидејќи веќе не испраќаат нели информации како новости, мускулната маса како се намалува и кои можеме на пример кај пациент кој се сомневаме дека би можел да има оваа состојба, значи да побараме и биохемиски анализи подетални, кои можеби за некоја година и во Македонија ќе се вклучат и ќе може да следиме. Ама сега кај нас нема такви анализи. Па тоа се дел од анализите кои и ние ги користиме во секојдневието, меѓутоа не сме се насочиле према таа намена дека точно тие параметри треба да се видат точно за таа диагноза, бидејќи ние сме ги користеле во други состојби како на пример во воспалителни, на пример CRP реактивниот протеин. Сега во моментот имаше дека кај овие состојби можат и тие да бидат покачени, што ние до сега сега сме мислеле секогаш дека било само како воспаление, нели дали бактериско, дали вирусно или некое да речеме ревматско заболување може да допринесе кон зголемување на C-реактивниот протеин. Еве баш сега кога ги читав, тоа беше статиот пред некој месец, видовме дека има и други, меѓутоа не се само тие, има и многу други анализи, и витаминоди и други анализи кои кај нас некои се користат, некои можеби ќе се воведат во иднина. Така. Мислам дека горе-доле сите состојби ги кажавме. Имаме гледач, ајде како за крај да го вклучиме. Добро вечер, повелете. Се слушаме ли? Добро вечер. Ако може само да го намалите тонот на телевизорот и да ве поздравам, кој е на линија? Дали се слушаме? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Јавуваме, дали сме во програма? Да, во програма сте, повелете. Да прашаме. Докторката малку покасно се вклучиме во емисија, слушам нешто за рехабилитација за возрасти. Така. Возрастна популација. Јас сум возрастна 64-65 години. Така. Пред една година правев операција на скошен зглоб. Па малку долго време не одев и сега одам со штаки, се движам, али многу слабо. А како последица на фрактура беше, имавте скршеница? Молим? Скршеница имавте на скочниот зглоб? На скочниот зглоб имав изчешување тамо, па операција ми правеа. И сега ми стојат тоа шипките, штрафови имам све, не ми се вадени. Не сум правил рехабилитација, само на бања бев лани една година како сум бил, друго не сум правил. И
да слушнам докторката дали работа со сини картони, дали Да, може работиме дојдам до со каде, Фондот како за да- здравство, може да преку матичниот лекар Да, да си за тоа побарате викам да упат за да се информираме. Да, може да си побарате упат за ПЗУ превентива, работиме со Фондот за здравство за да може да се направи еве соодветна рехабилитација, мада и банското лекување е еден вид на рехабилитација, меѓутоа се види зашто пациентот после година дена од операцијата не би требало веќе нели да користи помагала. Така да. Не ми делува дека е нешто премногу возрастен, барем по Пак, вака кој што по објасни гласот. 60 и нешто години, така да Така. тоа не е толку возрастна популација, не еве ова е пример Да. како значи Да. со рехабилитацијата би Може требало да се подобри, да. подобри и да се врати. Ајде, ако има уште еден гледач ќе вклучиме и тука ќе привршиме. Се исклучи гледачот? Добро. Значи, доктор Симона, за сите оние кои што некако све гледачите подоцна не се вклучуваат, за сите оние кои што не следат, ако се јави гледачот ќе го приклучиме режија и ќе потенцираме дека може веќе од утре да се јават на нашиот телефон, кај нашата секретарка, ќе го добијат бројот од доктор Симона и ќе може нели да се закажат преглед. А сега велам добро вечер за следниот гледач кој е на линија. Кога се снимав и... Да, ве слушаме, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се извинувам, сакам да прашам и аз имам проблем нешто со кичмата, значи Добро. ме боле, шилци ми кажа, па Јас Снежана заборавив да Василева. напоменам, ние имаме подарок и за бесплатен преглед и за кај доктор Симона и за доктор со Круме. кичмата Дали имам проблем сакате еден нешто. од овие два да Шилци искористите? ми кажа, не знам, кога ќе седнам, не можам да станам и да одам. Добро. Дали сакате да искористите бесплатен преглед кај доктор Симона или кај доктор Круме кој што е интернист? Да, може, да. Кај кого сакате? Да. Дали сакате кај доктор Симона или кај доктор Круме? Па кај интернисто ако. Кај Не, интер- уствари за кичмата што е, да. Добро, еве, ќе се слушнеме ние после или утре може да се јавите во телевизија, ќе ме добиете мене, ќе ви дадам јас број кај да се обратите. И еве и доктор Симона ќе знае дека сте се јавиле во емисија, ќе појдете и ќе се консултирате што Точно, понатаму. пациентката би требало еве на прегледов Нема може да проблем. дојде и да си донесе севкупна медицинска Така. документација, Ќе најверојатно пренесам што јас ми утре кажале кога дека се има слушнам. шилци, има некоја рентген снимка или магнетна резонанса, со тоа ќе видиме каква е состојбата и во зависност од тоа би се определило видот нели на рехабилитација која би било потребна во незиниот случај. Тоа што го викаат шилци, тоа се претежно споменавме. остеофити, тоа нели народски шилци, и тие претежно остеофити прават притисок на нервите, пациентот ете за тоа се жали нели Така, не можам да. да одам или имам потешкоти при одење, меѓутоа најчесто не е само шилците проблем, претежно имаат и некои проблеми на дискусите, дегенеративно, дали истенчување, дали некоја дискус, хернија, дископ, протрузија или екструзија, Так, тоа веќе подетално може да се диагностицира со магнетна резонанса. Така. Доктор Симона, благодарам за денешното исцрпно излагање во однос на овие проблеми и ти благодарам уште еднаш за тоа што сте нели покровители на јубилејната сезона на ваш термин. Соработката останува, нели, па се надевам во некој следно издание со некоја друга тема. Секогаш уште еднаш ќе повторам, ми е задоволство да учествувам. Соработуваме одамна и мене исто ми е многу драго. Исто така би сакал вака да има некој по нели да и новитети, интересни теми, нешто што и Што можеме да им пренесеме да на им гледачите. пренесеме, меѓутоа и да допринесеме да се подигне нивото и свеста на популацијата. Така, да. Медицинската, Да знаат навреме свест. да што треба да преземат за да нели не се дојде во ситуација да еве како исто и господинот што после толку долго време да не може нели Точно нормално да така. се движи И за да повозрастните квалитетот на што живот. треба све да преземат за да нели имаат нормален и квалитетен живот и подолг живот. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодараме на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ви посакувам добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.